Момче овчар пасеше неколку овци кои се влечкаа по страната на една планина. Еден ден додека се грижеше за своите овци, пред неговите нозе се виде или се најде прекрасен цвет. Тој беше поубав од било кој некогаш што го видел во животот. Тој клекна на колена и го зеде цветот во рацете и го држеше блиску до очите, гледајќи ја неговата убавина. Додека го држеше цветот блиску, одеднаш слушна бучава и го крена погледот. Пред него се отвори голема камена планина веднаш пред неговите очи. Кога сонцето почна да свети во внатрешноста на планината, тој виде блескање на скапоцени камења и благородни метали, што внатре беа. Со цветот во раците влезе внатре. Полагајќи го цветот, тој почна да ги собира сите златни и сребрени скапоцени камења во неговите раце. Конечно, со сето тоа што можеше да го носи во неговите раце се сврте и почна да излегува од големата пештера. И одеднаш му се јави глас и рече: не го заборавај најдоброто. Мислејќи можеби и предвидел некое парче богатство, се врати назад и собра уште повеќе богатства. Сега во неговите раце буквално ништо не можеше друго да земе. Се сврте назад од големиот планински свод. И повторно гласот рече: не го заборавај најдоброто. Но во тоа време неговите раце беа полни и тој излезе. И одеднаш скапоцените метали и камења се претворија во прав. И тој погледна наоколу и виде позади како големата камена планина ги затвара вратите. Тогаш истиот глас дојде и зборуваше последен пат: го заборави најдоброто, зашто убавиот цвет е клучот на сводот на планината. Денес продолжуваме со книгата на Ефесијаните, прва глава, и ќе се фокусираме на 14-тиот стих. Ја уште еднаш ќе го прочитам стихот. Ефесијаните 1:14, може да свртите во Библијата. Исто така. Стихот вели: кој е залог за нашето наследство, за откупување на оние кои станаа Божја собственост за пофалба на неговата слава. Апостол Павле во овој стих веќе доаѓа на крајот од оваа грандиозна, голема, долга реченица или мисла, каде што го возвеличува, каде што го издигнува Бог за сите благослови што тој не ги дал во Христос. И како и во другите стихови, или он 3 пати ќе го прослави Бог, ова е третиот пат, и тука ќе заврши со слава на Бог, ќе го издигне Бог за последен пат во овој пасос. Првиот збор од стихот е кој, се работи за Светиот Дух, тоа го гледаме од 13-тиот стих. И гледаме овде дека Светиот Дух ни е даден не само како печат или сме запечатени со него, тоа го видовме од 13-тиот стих, туку сега ни е даден како залог. Залог, може да кажеме, е првата рата, е авансот, е гаранцијата за она што следува. Например, во земни работи, кога се купуваат повредни работи, како кола, куќа или стан, се дава аванс. И тој аванс служи како еден вид на гаранција за купецот дека ќе ги добие сите пари. Целата сума ќе се плати за тој објект. Така, тука, во духовна смисла, Светиот Дух ни е даден во Христос како гаранција, како апсолутна сигурност дека ќе дојде нешто. А тоа што ќе дојде, го гледаме од фразата која вика: Светиот Дух е залог за нашето наследство. Значи, Светиот Дух е гаранцијата, е апсолутната сигурност дека сите во Христос ќе го добијат наследството и ќе го добијат откупот, исто така. И ова навистина е масивна вистина, ова е исто така еден огромен благослов, што го имаме како верници, дека самиот Бог, самиот Свети Дух, третата личност од Светото Тројство,
ни е дадена како гаранција, како сигурност, како апсолутна безбедност. Бог не остава без сигурност, без гаранција. Сме комплетно безбедни во Него. Бог не само што не назначи и ни даде да сме Негови синови и ќерки, тој ќе ни го даде исто така и наследството. Понатаму стихот, другиот дел од стихот вели за откупување на оние кои стана Божја собственост. Друг превод вели за откупување на она што го стекна. Подобар превод би бил до откуп на поседот. Значи, целиот стих би бил кој или Светиот Дух е залог за нашето спасение, до откуп на поседот, за пофалба на Неговата слава. За каков посед се работи? Кој што поседува овде? Од контекстот гледаме дека се работи за Бог и за индивидуите што тој ги поседува. Во претходната проповед кажав во 4-тиот стих, и кога се фокусиравме на 4-тиот стих, за изборот на Бог, кажавме дека кога Бог избира индивидуи во минатата вечност, пред се да постои, тој ги избира за сам себе. Има посебна наклонетост кон нив и тие индивидуи што тој ги избира, посебно ги поседува. Бог поседува се создава, се е Негово, но овие индивидуи се посебно Негови, се уникатни. Има посебна наклонетост кон нив, им ја дава својата љубов, овие се Неговите синови и ќерки. Ова е Неговиот посет. Во 13-тиот стих, истото го видовме прошлиот пат, дека Светиот Дух е даден како печат. Светиот Дух не запечатува и печатот означува собственост, дека припаѓаме на некој. Значи, од почетокот, од 4-тиот стих, па се до крајот, 13-тиот стих, гледаме дека се работи за индивидуи кои Бог ги избрал и кои се Негов посет. Он ги поседува. И доказот е Духот, Светиот Дух даден како печат. Значи, се работи за Божји посет. Во 1 Петрово 2.9 Петар им вика на верниците: вие сте избран род, царско свештеништво, свет народ, народ придобиен или народ што Бог го поседува. Значи, Светиот Дух е даден како залог за нашето наследство до откуп на Божјиот посет, за пофалба на Неговата слава. Тие што Бог ги поседува, тие ќе го добијат наследството, ќе го добијат откупот. И откупот во крајна или ултимативна смисла кажавме дека е ослободување на телото од сета распадливост и декадентност, од смрт, и од ослободување на целиот универзум од распадливост и смрт. Едни коментатори викаат, отворен цитат: ние високо го цениме она за што плаќаме висока цена. Затворен цитат. Цената што Бог ја плати за да не поседува нас, за да има посет, е многу висока. Е бескрајно висока, е неописливо висока што Бог ја дава, што Бог ја плаќа. Цената за поседот е крвта на највредниот, бесконечниот и бескрајниот Божји син. Тој кој е во прегратките на Отецот, тој кој Отецот најмногу го љуби, е даден на смрт. Цена многу висока е платена. И затоа Бог нема никогаш да те пушти. Висока цена е платена за тебе. Цената на Неговиот најдраг и највозљубен син. Бог никогаш нема да те пушти и Светиот Дух во тебе е гаранцијата. Е апсолутната сигурност. И овој стих е еден од
силните аргументи зошто не може никогаш да го изгубиме спасението. Некои христијани учат дека верник може да го изгуби спасението и да стане неверник и да отиде у пеколот. Но штом се добие спасението, штом човек се покае и поверува во Христос и е запечатен од Светиот Дух, штом се спаси, никогаш не може да го изгуби спасението. Е апсолутно сигурен. Е апсолутно безбеден. Тој е вечно безбеден во рацете на Бог. И таа вечна сигурност, таа вечна безбедност не лежи и не се наоѓа во самата индивидуа, во неговата сила, во неговите капацитети, во неговата голема вера, туку се наоѓа во Божјата сила, во Божјата моќ. И ако некој човек каже дека е верник и навидом го следи Христос и после некој период го сврти грбот на Христос и почне да живее во грев и рече дека веќе не верува, дека веќе тоа не е за него, тој не го губи спасението, туку никогаш не бил спасен. Никогаш не бил спасен на почеток. Светиот Дух е гаранцијата за нашето наследство. Бог тоа го ветува и никогаш нема да го прекрши својот збор. И тој самиот себе се дава тоа да го потврди. Самиот себе е гаранцијата, е апсолутната сигурност дека ќе не донесе до рајот. И нема поголема и поенормна гаранција од Бог. Нема нешто поголемо што Бог може да гарантира, освен самиот себе. Наследството и откупот ќе бидат дадени на верниците и никој и ништо нема да застане на патот. Никој и ништо. Други стихови за вечната безбедност и сигурност за верниците се, например, Јован 10, од 27 до 30 стих. Исус вика, моите овци го слушаат мојот глас и ја ги познавам и тие одат по мене. И јас им давам вечен живот и никогаш нема да загинат и никој нема да ги грабне од мојата рака. На верниците Христос им дава вечен живот. Им го дава. И тие никогаш нема да загинат. Се апсолутно безбедни, сигурни во неговите раце. Никој не може да ги грабне од раката на Христос. Кога вечен живот е даден, не може пак да се земе назад. И кој може да ги грабне верниците, да ги грабне овците од раката на Христос? Има некој поголем од Христос, посилен, помоќен, што ќе дојде да ги земе од неговите раце? Нема. Никој не може да ги земе верниците од Христовите раце. Друг пасос е Римјаните 8, 28 до 30 стих. Стиховите ни се познати. Ова е златниот ланец или синџир кој се протега од мината вечност па се до идна вечност. Оди од изборот кој Бог го прави во мината вечност па се до прославувањето или глорификацијата на верниците. Тие што се повикани, тие индивидуи се оправдани и истите индивидуи ќе бидат прославени. Тие што се оправдани, дали пак можат да бидат неоправдани? Дали тие на кои им е опростен гревот, дали тие на кои им е опростен, им се опростени сите гревови, минати, сегашни и идни, може пак да имаат гревови, за кои Бог ги држи одговорен. Дали на тие кои им е дадена Христовата праведност, кристалните чисти и свети и бели совршени алишта, која ги покрива, ја покрива нивната голотија и срам и деформација, може да станат
неоправдани. И таа праведност да им се земе. Не може. Глаголите во овој пасус се во минато време, што значи и ова е веќе завршена работа во умот на Бог. Е завршена од мината вечност па се до идна вечност е завршена. Друг пасус е во 1 Петрово, 1 глава, од 3 до 5 стих. Петар вика: нека биде благословен Бог и Отецот на нашиот Господ Исус Христос, кој по својата голема милост не роди одново за жива надеж преку воскресението на Исус Христос од мртвите, за нераспадливо, неизвалкано и неовенливо наследство запазено на небесата за вас, кои сте сочувани со Божјата сила преку вера за спасение. Петар вика: вие верниците кои чекате нераспадливо наследство да ви биде дадено, сте сочувани со и преку Божјата сила. Вие не се чувате самите себе, туку Бог ве чува. И тоа преку верата, а знаеме дека исто така и верата е поклон од Бог. Значи, сигурноста и безбедноста на спасението зависи од Бог. Бог ветил и Бог ќе го исполни тоа ветување. Бог е тој што не чува. Бог е тој што не штити. Бог е тој што не пази. Да беше до нас и нашата сила и нашата вера, никаде немаше да бидеме. 1 Јован 3 глава 9 стих е друг пасос. Јован вика: секој кој е роден од Бог не врши грев или не останува во грев или не продолжува во грев. Гревот не му е животен стил. Се покајува, се трга од гревот, зашто Јован вика Божјото семе останува во него, не може да греши, зашто е роден од Бог. Тие што се наново родени, што го познале Христос, што се наново родени од Божјиот збор, од Божјото семе, не може да се вратат назад и да станат ненаново родени. Ако си се покајал од својот греф и си поверувал во Христос, можеш да бидеш сигурен дека ќе бидеш спасен, дека Бог ќе ти го даде наследството и откупот. Ќе го добиеш рајот. И таа сигурност и безбедност дека Светиот Дух е твојата гаранција, е твојот апсолутна сигурност, треба да ти даде мир и спокој и сила да се нурнеш во која било битка за Христос, да поминеш низ било кој оган за Него, да скокнеш преку било која провалија. Таа сигурност и безбедност треба да ти даде сила и мир да живееш за Христос по било која цена и да се дадеш себе си за Него. Да имаме таква сигурност, да знаеме дека сме запечатени од Светиот Дух и никој и ништо не може да не земе од раката на Христос. Дека Тој е нашата апсолутна гаранција, дека Тој ќе не однесе во рајот, што било да се случи овде на земјата. Тој што ја почна добрата работа во тебе, ќе ја заврши до денот на Христос. Тој ќе ја заврши. Тој вети, тој ќе ја заврши. И ова апсолутна сигурност и безбедност и тотална гаранција што ни ја дава Светиот Дух е еден голем благослов. Е енормен благослов кој треба да не поттикне да го прославиме Бог. Треба да не поттикне да станеме да го славиме Бог, што сме сигурни во Него, што ќе не спаси, што го имаме Светиот Дух. Џон Макдаф, шкотски автор од 19 век, пишал за сигурноста следно, отворен цитат: вечни раце на љубовта се под, околу и горе. Оној кој го напушти својот престол на светлината и небројни ангели свети, тој што се соочи со огнената поплава, со крштевањето од крв,
кој на проклетото дрво го даде својот скапоцен живот за мене. Тој што ја обележува секоја солза што паѓа од неговите оптоварени патници овде, никогаш не спие, никогаш не одмара, бденија постојано будно чува, верен е тој што и да се случи, мојот вечен водич. Безбедно, какво и да е небото горе, конечно ќе ме донесе дома. Затворен цитат. Понатаму Павле продолжува оваа мисла и ќе дојде до круната. Ќе дојде до кулминацијата, тоа е за пофалба на неговата слава. Овој пат го слави Светиот Дух, третата личност од тројството. Таткото беше славен за благословите што ни ги дал, Синот беше славен за благословите што не ги дал и сега дојде време да го прослави Светиот Дух за благословите што тој ни ги дава. Светиот Дух е славен за благословите на слушањето на зборот, капацитетот и можноста да се види убавината и сласта на Словото. Самиот Божи збор, нели Библијата ни е дадена од Светиот Дух, го слави за верата, за запечатувањето, тие работи ги видовме прошлиот пат. Сега го слави за залогот, за апсолутната гаранција и сигурност и безбедност што имаме како верници, дека самиот Свети Дух е даден да биде нашата гаранција, да биде нашата сигурност. Но фасцинантно е што Светиот Дух е славен за уште една работа. Кажува стихот дека Светиот Дух ќе го донесе верникот до откупот. До откупот на поседот, до откупот на верниците. Че Светиот Дух ќе го донесе верникот од залогот, од почетокот, па се до откупот, па се до крајот. Светиот Дух е тој кој не спасува, кој не менува, кој не трансформира, кој не просветува, кој не обликува, моделира во сликата и ликот на Христос. Светиот Дух е тој кој носи вистинска убавина во нашиот живот. Од залогот, од првиот плод, па се до откупот, па се до кулминацијата, па се до терминацијата, ќе донесе раскош, ќе донесе убавина, ќе донесе слава. Кулминацијата, како што кажав, е откупот, која вклучува ослободување на телото од распадливост и смрт и трансформација на целиот космос. Светиот Дух од распадливост, од гнилост, од декаденција, од одвратност, од смрт, носи убавина, раскош, прекрасност, преобразба и живот. Тој создава и генерира вистинска убавина. Од залогот па се до откупот ќе донесе и носи вистинска убавина. И апостол Павле го прославува Духот за уште еден благослов, а тоа е вистинската убавина. Светиот Дух е убав и каде оди носи убавина. Грдотијата на гревот, одвратноста на гревот не му влијае. Туку каде оди, создава, трансформира, генерира убавина. Ја претвара ужасот и гнасотијата на гревот во раскош, во слава, во убавина. Гледаме врска меѓу убавината и Светиот Дух. Светиот Дух е тој како личност кој ги носи работите до својата комплетност, до својот раскош, до својата ултимативна терминација. Во Битие 1 глава од 1 до 2 стих пишува:
Во почетокот Бог го создаде небото и земјата. Земјата беше пуста и празна, темнина се простираше над бездната и Божиот дух се движеше над водите. Значи гледаме овде дека земјата е создадена пуста, празна, во темнина. И дека Светиот Дух лебди или се движи над оваа пуста темнина, над оваа празнина, над оваа бездна. И Светиот Дух ќе ја донесе земјата и целиот космос до комплетност, до раскош, до убавина. Се е создадено од Таткото во Синот преку Духот. Таткото е тој што ги формира, што ги генерира сите работи. Синот е тој кој е организациониот принцип или логичниот принцип на сите работи. И Светиот Дух е тој кој ги комплетира, ги терминира, ги носи, ги украсува сите работи со убавина и раскош. Личностите на Светото Тројство имаат нераздвојни операции и дејства. Што прави Таткото, тоа го прави и Синот и Светиот Дух. Што го прави Синот, тоа го прави Таткото и Светиот Дух. Што прави Светиот Дух, го прави Синот и Таткото. Каде е Таткото, тамо се и Синот и Духот. Каде е Синот, тамо се и Таткото и Духот и така натака. Имаат нераздвојни операции и дејства. Секогаш се заедно. Но секоја операција и дејство посебно завршува или посебно една личност е одговорна. Една личност има акцент во една операција и дејство. Например, Синот е тој што умира на крстот. Таму се и Таткото и Духот, но жртвата ја дава Синот. Така и овде Духот е личноста кој посебно е одговорна за креирање на убавина, за создавање на комплетност. И кога претходниот пат разговаравме за Божјата слава, кажавме дека Божјата слава е неговата величина, неговата грандиозност, неговата големина сумирана во неговите совршености и суперлативи. Кажавме дека неговата слава е неговата драгоценост, неговата посебност, неговата вредност. И третиот елемент беше дека неговата слава е неговата убавина. Е неговата убавина. И во остатокот од проповедта ќе разговараме за Божјата слава како негова убавина. Божјата слава е неговата убавина. И кога човек ќе види аспекти од таа убавина, не може а да не остане запрепастен. Не може а да не стане и да му даде слава на Бог, да го издигне него. Но прашањето е, што е убавина? Која е незината дефиниција? Дали некогаш си се прашал тоа прашање? Што е убавина? Многу луѓе трагаат по убавина во себе, во други луѓе, во светот. Може да кажеме дека целиот живот човекот трага по убавина. Е ненаситен, постојано трага по убавина. Каде и да оди, што и да прави, со што и да се преокупира, што и да работи, бара убавина. Но навистина што е убавина? Каде е да може да ја видиме? Каде се крие да може да ја најдеме? Каде е да ја слушнеме? Дали е нешто физичко? Дали е нешто метафизичко? Дали е нешто духовно? Или нешто сосем трето? Авторот Джонатан Кинг ја дефинира убавината како отворен цитат: убавината е суштинска особина на нештата кои кога се перцепираат му годуваат на умот со прикажување на одреден вид на соодветност. Затворен цитат. Кога Бог го креира светот во 6 дена, 6 пати кажува
дека тоа што го создава е многу добро. Кажува дека е добро 6 пати. Но во Битие 1 глава, 31 стих, се пишува следното. Бог виде дека се што направи, и ете, беше многу добро. И сега ова е 7-миот пат, кога Бог кажува, се што направив е многу добро, е изврсно. И ова добро, многу добро оценување не е морална оценка или морална евалуација што Бог ја прави, зашто до тогаш немало зло, немало грев во светот. Така да не е морална пресуда, туку е нешто друго. Теолозите Алисон и Костенбергер пишуваат, отворен цитат, подсоодветно викаат, ова добро, многу добро евалуација е оценка во однос на кореспонденција. Создавањето точно одговара на божествениот дизајн за него. Затворен цитат. Што може да заклучиме? Може да заклучиме дека кога Бог ја прави евалуацијата на добро, многу добро, креацијата што ја создава, таа евалуација или пресуда е евалуација на убавина. Бог вика, ова што го создадов е многу убаво, е прекрасно, е раскошно. Бог им дава на Адам и Ева во градината дрва, не само за јадење, туку им дава исто така и убави за погледот. Во Битие 2.9 вика, тогаш Господ Бог направи од земјата да издигне секое дрво, убаво за погледот и добро за храна. Дрва им се дадени не само за јадење, туку да се воскитуваат на нивната убавина. Значи, што може да кажеме во врска со убавина? Може да кажеме дека Бог го создал светот убав, прекрасен. Гледаме во физичката креација Божјата убавина. Целата земја и целиот космос бликаат и вриштат за убавина. Од сите работи извира убавина. Гледаме убавина во физичките објекти. Во еден цвет, во еден залез на сонце, во еден водопад, во еден облак, во една снегулка. Убавината е насекаде. Дж. Милер, пастор од 19 век, пишал, отворен цитат, секое Божјо откровение што е направено е откровение на убавина. Насекаде во природата, во цветот што цвета, во птицата што пее, во капката роса што блеска, во звездата што свети, во зади сонцето што гори од сјај, гледаме одрази на Божјата убавина. Затворен цитат. Значи, кога гледаме светот и сите работи, сите физички објекти, гледаме убавина, но прашањето е како детектираме убавина. Што е нешто убаво, а нешто неубаво? Кои се параметрите преку кои ние детектираме убавина? Некои од параметрите се симетрија, пропорција, сложеност, хармонија, единство, ред и боја. Или кога во еден цвет гледаме симетрија, гледаме пропорција, гледаме боја, сложеност, хармонија, единство, гледаме убавина. Детектираме и викаме, да, стварно ова е убаво. И гледаме тие параметри. Кога тие параметри не се присутни, не гледаме убавина. Понатаму не само што гледаме во физичките објекти убавина, гледаме во природните закони кои овие објекти се движени. Како физичките закони, например, Њутновите закони за гравитација и движење, електромагнетизам, термодинамика, квантна механика. Сите овие закони кои се откријани ни покажуваат кон нешто. Имаат како вектори и стрелки кон нешто. И тие кон што ни покажуваат е деликатен баланс меѓу комплетност, комплексност и едноставност. Фактот дека универзумот може да се истражува и да се изучува и да се опише со едноставни математички формули
во нивната основна форма е запрепастувачки. Тие математички едноставни формули опишуваат безброј системи, честици и процеси во целиот универзум. Го објаснуваат однесувањето на 4 димензии кои ги знаеме: материјата, енергијата, просторот и времето. И овие елегантни математички равенки покажуваат симетрија, баланс, пропорција, сложеност и гледаме убавина во нив. Исто така гледаме убавина во законите на логика, која е основата на секое здраво или правилно размислување. Но не само што детектираме убавина преку окото, не само што детектираме убавина преку умот, детектираме убавина и преку слухот. Увото гледа или слуша убавина преку прекрасни звуци, песни и мелодии. Разпознаваме убавина во музиката преку познати пиано концерта, симфонии и опери. Но, што се случува е поради гревот, поради злото кое влегува во светот, убавината која гледаме во креацијата станува краткотрајна. Поради проклетството на гревот, сета убавина која гледаме, која слушаме, е краткотрајна. Денес убавината на цветот ја гледаме, ја има, утре тој цвет ќе се деформира и ќе овене и ќе изгуби својата убавина. Звездата денес што свети силно со убави и прекрасни бои, утре ќе стане црно олово. Поради распадливоста, поради гревот, поради инфекцијата што гревот и злото ја прават во креацијата, физичката убавина е краткотрајна и брзо се претвара во одвратност и гнаса. Тоа лице кое е толку убаво денес и сега, набрзо ќе се претвори во нешто неубаво и одбивно. Тоа тело кое е толку убаво и привлечно сега, набрзо ќе се претвори во гнаса. Џеј Милер исто така пишува, отворен цитат: "Што е убавина? Не шоуто на грациозни екстремитети и карактеристики, не, ова се само цвекиња кои ги имаат своите датомски часови, да ги вдишат нивните моментални сладки и да си одат. Енергиосовачката душа внатре, таа ја надминува најубавата кожа." Затворен цитат. Има една иста поема, се вика Ужас. Поемата гласи вака, отворен цитат: "Тоа тело што се толку храни, негува и разгалува, што се толку полира и задоволува, тоа тело што се толку украсува, разубавува, накитува и гали, што е толку одржувано, покажувано, толку непокривано и толку посакувано, еден ден, еден близок ден, во трепет на окото, во брзина на здивот, смртта ќе го сруши, смртта ќе го покори, смртта ќе го проголта. Еден ден тоа тело ќе се деформира, ќе се извитка, ќе се распадне, ќе се претвори во корупција. Еден ден ќе стане сладка храна за бубачки, гозба за мравки, задоволство за црвци. Еден ден земјата ќе го покрие, ќе стане пепел и прашина. Ветрот ќе го однесе, ќе стане гнилост. Извртен деформитет, одвратна нечистотија, уништена одвратност. Еден ден ќе стане ужас, од кој попрво би сакал да избегаш, отколку да го посакаш. Попрво да избегаш, отколку да го прегрнеш, попрво да го сокриеш, отколку да го покажеш, попрво да го закопаш, наместо да го фалиш." Затворен цитат. Дали има поголема убавина од физичката? Дали има убавина која трае и никогаш нема да се распадне? Која не може да биде инфицирана од гревот? Секако дека има. Во 1 Петрово, 3 глава, од 3 до 4 стих, Петар конкретно им збори на жените овде и вика:
вашата убавина не треба да потекнува од надворешното украсување, како што се служените фризури, носењето златен накид или убава облека. Наместо тоа, треба да е она што е внатрешно јас, неизбледената убавина на благиот и тивок дух, што е од голема вредност во Божите очи. Убавината која не бледее, која не се распаѓа, која не овенува, е внатрешна. Таа е убавината на душата. Таа убавина, Петар вика, е благиот, понизниот, кроткиот и тивкиот дух. Убавината на душата и нејзините доблести се духовната убавина која е вечна, која гревот нема да ја земе и смртта нема да ја распрчи. Френсис Бейкон, често нарекуван татко на модерната наука, ја величи доблеста над физичката убавина и вика: доблеста е како скапоцен камен и сигурно доблеста е најдобра во тело кое е убаво, иако не со деликатни карактеристики, и тоа има повеќе достоинство на присуство отколку убавина на аспект. Затворен цитат. Што е внатрешната убавина? Која е убавината кој Светиот Дух ја генерира во човекот, во верниците? Таа убавина е плодот на Духот. Плодот на Духот е убавината кој тој ја генерира, тој ја формира во христијанинот. Плодот на Духот е таа убавина која расте и се шири и зима поголема доминација кај верникот со текот на времето. Убавината е љубов, е радост, е мир, е трпение, е понизност, кроткост, благост, самоконтрола, и таа излегува надвор и се гледа. Убавината е светоста. Джонатан Едвардс во книгата Религиозни наклонетости пишува, отворен цитат: оној што ја гледа убавината на светоста или вистинското морално добро, го гледа најголемото и најважното нешто во светот, што е полнотата на сите нешта, без која целиот свет е празен, на вистина полош од ништо. И ако ова не се види, не се гледа ништо што вреди да се види, зашто не постои друга вистинска екселенција или убавина. Затворен цитат. Едвардс вика, ако не се види убавината на светоста во светот, ништо друго не вреди да се види. Се е празно и полошо од ништо. Се е ефицирано од гревот. И ако не се види светоста, се е празно. Ништо не вреди. И Светиот Дух го креира овој плод, го создава овој раскош, ова убавина во душата и носи светост. И сега, ако физичката убавина, иако краткотрајна, иако ефицирана со гревот, е толку убава, е толку прекрасна, толку плени. Ако духовната убавина е толку убава, која трае и никогаш не се распаѓа и ќе се однесе во рајот, што може да кажеме за Бог и за неговата убавина? Што може да кажеме за креаторот на овие убавини, за изворот, за коренот, за фонтаната, за сонцето на овие убавини, од кои излегуваат овие убавини? Ако физичката и духовната креација се толку убави, колку мора Бог да е убав? Каква убавина има во него? Какви длабочини, каква симетрија, каква пропорција, каква сложеност, каква комплексност? Херман Бавеник за убавината пишал: врвот на убавината која покажуваат сите суштества е Бог. Тоа е врвно битие, врвна вистина, врвна добрина и исто така е врв на непроменлива убавина. Джонатан Едвардс исто така пишува за убавината и вика: Бог е темелот и изворот на секој битие и сета убавина. Од него, од кого се совршено е изведено и од кого се апсолутно и совршено е зависно. Затворен цитат. Бог е врвот
е кулминацијата, е суперлативот, е зенитот, е апексот на сета убавина. Нема никој поубав од него, тој е врвот на убавината. И сите негови дела, сите негови дејства, секое негово движење, он покажува и манифестира убавина. Убавина се гледа во сите работи што ги создава, целата креација. Убавина се гледа во духовните креации на плодот на духот што тој ги создава. Но колку убав е тој? Колку Бог е убав внатре во него. Внатре во неговата природа, во неговото совршено битие. Каков баланс, каква пропорција, каква симетрија мора да има во ова битие, во неговите карактеристики и атрибути. И ова го гледаме, или гледаме барем аспекти. Каква симетрија има во неговата праведност и гнев против гревот и неговата милост и љубов за тој грев. Каква пропорција гледаме помеѓу неговата бесконечна и безгранична моќ, која нема ништо тешко за него, и неговата совршена, безкрајна, безгранична мудрост која контролира таа моќ. Како семоќен и сезнаен, ако Бог не е се добар, тој би бил тиранин, најголемиот тиранин. Како семоќен и сезнаен, ако Бог не е се мудар, тој би направил грешка. И би се видело искривување или деформација во неговите карактеристики. Каков баланс гледаме во неговата трансценденција и неговата иманентност. Каква хармонија помеѓу неговото единство и неговото тројство. Историчарот Джордж Марседен пишува: правдата е еден вид убавина која ги враќа практиките кои се неправедни, навредливи и искривени на своите соодветни односи. Затворен цитат. Правдата е исто така основата на пеколот. Пеколот е универзум каде сите грдости и одвратности на гревот ќе бидат исправени. Каква симетрија гледаме во вечниот пекол и во вечниот рај. Бог е неверојатно неописливо убав. Безгранично убав. Но Божјата убавина најмногу може да видиме и најмногу се гледа во неговите спасоносни дела. Божјата убавина најсилно, најјако, како ласер свети во крстот. Крстот е местото каде Божјата убавина блика најмногу. Една пуританска молитва се вика "Љубовта сјае на Голгота", пишува вака: Христос беше во сета мака за да ја бидам во сета радост. Отворлен беше за да јас бидам доведен. Згазен беше како непријател за да ја бидам добредојден како пријател. Се предаде на пеколното најлошо за да јас го достигнам најдоброто во рајот. Се соблече за да јас бидам облечен. Ранет беше за да јас бидам исцелен. Жеден за да пијам. Беше мачен за да ја бидам утешуван. Страмен за да ја наследам слава. Влезе во темнина за да јас имам вечна светлина. Мојот спасител плачеше за да се избришат сите солзи од моите очи. Стенкаше за да јас имам бескрајна песна. Издржа секаква болка за да јас имам нераспадливо здравје. Носеше трнлива круна за да јас имам славна диадема. Ја наведна главата за да јас ја подигнам мојата. Доживеа прекор за да јас добијам пофалба. Ги затвори очите во смрт за да јас гледам незаматена осветленост. Истече за да можам да живеам за секогаш. Затворен цитат. Ова е вистинската убавина. Крстот е вистинската убавина. Сакаш да видиш убавина? Гледај во крстот. Гледај како Исус виси на крстот за тебе.
Гледај како Исус виси, полн со крв и со рани за тебе, за мене. Сакаш да видиш убавина? Светиот Дух ќе те донесе нежно до тој поглед. Ќе те донесе нежно до тој поглед да видиш круната на Христос од трње, како го боде Него и крв тече. Светиот Дух ќе те донесе да ги видиш клинците во Неговите раце и нозе, кои се прободени за тебе. Светиот Дух ќе те донесе да го видиш копјето кој го прободува Неговото срце и крв тече од таму за тебе. Сакаш да видиш убавина? Гледај во крстот на Исус. Сега да сумираме овој стих, апостол Павле, гледаме уште два благослови кои ги имаме од Светиот Дух. Првиот беше апсолутната сигурност и безбедност. Светиот Дух ни е даден како залог, ни е даден како гаранција, како безбедност, како сигурност, дека никој и ништо нема да ги спречи избраните верници да дојдат до откупот, да дојдат до наследството, да дојдат до рајот. Тие се сигурни, безбедни во силните и мокни раце на Христос. И Павле го прославува Бог за овој благослов, треба и ние. Вториот благослов е убавината. Светиот Дух е убав, каде што оди тој, носи убавина. Тој е врвната убавина и креира во верникот убавина од залогот, од почетокот, па се до крајот, па се до кулминацијата, па се до откупот. Светиот Дух е тој кој генерира внатрешна убавина, го генерира плодот на Духот и од грдата, одвратна, гнасна душа создава рај, создава слава, создава раскош, создава убавина, која ќе се видат тие квалитети на понизност, на кроткост, на благост, на љубов, на верност. Гледаме, вау, каква убавина генерира Светиот Дух. И сите овие благослови се за пофалба и издигнување на Неговата слава. Овие благослови се дадени он да биде издигнат. Сега во примена ќе продолжиме. Достоевски во книгата Идиот рекол, убавината ќе го спаси светот. Убавината ќе го спаси светот. Која убавина ќе го спаси светот? Која? Дали убавината на телото? Убавината на лицето? Убавината на косата? Убавината на куќата? На парите? На станот? На скапоцениот накид? Убавината на славата од луѓето? Која убавина ќе го спаси светот? Таа убавина која ќе го спаси светот е Божјата слава. Божјата слава која се манифестира и блика и се покажува во крстот. Таа убавина ќе го спаси светот. И Божјата слава која се манифестира во убавина предизвикува интригација, поттикај човекот. Порив го поттикнува човекот кон нешто. И во историјата која почнав за овчарот, убавиот свет кој овчарот го заборави е Божјата убавина. Божјата убавина е таа која ги прави сите други работи да бидат убави. Без тој цвет, без Божјата убавина, сите работи стануваат одвратни, гнасни, паднати. Без Божјата убавина, без неа, ништо не е убаво. Ништо не е убаво. И не може некој да види Божјата убавина во создавањето, во спасението, во духовната креација што ја прави и да остане рамнодушен, да остане апатичен, да остане статичен, да остане поспан.
да остане незаинтересиран? Не може. Прашањето е зошто? Зошто луѓето не ја гледаат Божјата убавина? Зошто не можат да видат Него, да го видат и Неговата убавина во креацијата, во духовниот свет, во спасението? Зошто? Зошто се слепи. Зашто не ја гледаат, немаат очи да ја видат таа убавина. Слепи се. Зборувајќи за разбойникот, што висел на крстот до Исус, Калвин го пишува следното, и вика, тој разбойник, кој не само што не се образувал во Христовата школа, туку предавајќи се себе си на убиства, се трудел да го изгасне секое чувство за тоа што е правилно. Тој сега одеднаш се издигнува повисоко од сите апостоли и сите други ученици, кои самиот Господ презел многу маки да ги учи. И не само тоа, туку тој го обожува Христос како цар додека тој е на беселка. Го слави Неговото царство среде шокантното и револтно понизување и бунт што луѓето го прават. И го прогласува Него кој умира за авторот на животот. Затворен цитат. Разбойникот гледа во Христос, наспроти сите аргументи против спротивното, гледа во овој што виси на крстот до Него како цар, како автор на животот. Гледа таква убавина што го потикнува да се покаи и да каже: Господе, сети се на мене кога ќе дојдеш во Твоето царство. Тоа не се случува со другиот разбойник, од другата страна на Христос. Се случува со овој, бидејќи овој гледа таква убавина, таков раскош, таква слава во овој што виси на крстот, крвав за Него. И ние кога ќе ги видиме овие благослови кои Бог ни ги дал, благословите на Таткото, благословите на Синот и сега благословите на Духот, треба да видиме таква масивност, таква убавина, таков раскош, такво богатство, што ќе не потикне кон нешто. А тоа што треба да не потикне е љубов кон Бог. Уште поголема љубов. И секој пат кога гледаме поголема убавина кај Бог и гледаме благословите што Он ни ги дал, ги направил за нас, треба да не потикне уште повеќе да го љубиме Него, уште повеќе да го славиме, уште повеќе да го издигнуваме, да кажеме да, Он е само највреден, Он е само најубав. Јас Него врвно ќе го сакам, зашто гледам суперлативна убавина само во Него, а не во нешто друго. И никаде во светот нема да најдеш некој поубав од Христос. Никаде во светот нема да најдеш. Тој е врвната суперлативна убавина. Сакаш убавина, трчај кај Него, но немој да го заборавиш најдоброто. Немој да го заборавиш најдобриот. Немој да го заборавиш цветот на најубавиот. Да се помолиме. Господе, фала Ти, Боже, за Твојот збор. Фала Ти што Ти не благословил толку многу, што сме сигурни во Тебе. Што и да се случи во овој свет, што и да се случи во нашиот живот, сме сигурни во Твоите раце. Светиот Дух ни е даден како залог, како гаранција, како аванс, дека Ти ќе не донесеш верно до рајот. Ќе не донесеш верно до откупот, ќе не донесеш верно до нашето наследство. Фала Ти, Боже, што сме сигурни и може да бидеме сигурни во Твоите раце, Твојата сила и моќ. Никој не може да спречи да ги донесеш Твоите деца дома.
да ги донесеш твоите деца во твоите преградки. Фала ти, Боже, за таква сигурност и безбедност. Боже, фала ти за убавината што ја создаваш во нашите срца. Фала ти што си создал таков свет да видиме колку ти си убав. Иако инфициран од гревот, иако инфициран од злото, сепак се гледаат многу јасно твоите траги. Твојата моќ, твојата креативност, твојата убавина. И каква убавина, Боже, ти создаваш во нашите души? Каква убавина создаваш во доблестита и светоста и чистината на душата? Во сите тие плодови на духот кои нашето срце копне. Фала ти, Боже, што ни ги отвори очите да видиме таква убавина во крстот. И да кажеме, да, ова е мојот најубав, кого најмногу го сакам од се друго. Боже, помогни ни уште подлабоко, уште повеќе да гледаме повисоки хоризонти, повисоки висти, повисоки димензии и длабочини од твојата убавина, за да те сакаме уште повеќе, уште посилно, да те следиме тебе уште појако. Имај милост, Боже, и помогни ни. Тоа е нашата најврвна, најголема желба, и да видиме повеќе од твојата убавина. И во твоето име се молиме.